И јас ги замолувам сите луѓе што може да помогнат, нека ни помогнат за струјата, да ни се оклучат и за дрва да имам и за храна. Солзите и молбата на Станка стигнаа дури до Канада. Организации и поединци бараат начин како мајката и двете малолетни деца да ги извадат од бедата во која живеат сега. Фиданчо Јосифов, кој живее во Онтарио, над 8.000 километри далеку одовде, најавува покренување на хуманитарна акција за помош на Карчови. Што и како можеме да помогнеме? Верувам дека и овде има луѓе кои ќе излезат во пресред да помогнат. Тој во пораката на Јосифов. Најави за помош пристигнаа и од Скопје, Делчево и Тетово. Во меѓувреме во домот на Карчови пристигна и првата помош. Неколку вреќи со огревно дрво и брикети беа донирани од штипски компании кои инсистираа на анонимност. Покренување на хуманитарна помош најави издружението Цивитас. Навистина сме трогнати од она што го видовме. Се надевам дека хуманоста кај Штипјани и овој пат ќе испадне на виделина. Ние како Сдружение на граѓани ќе организираме хуманитарна акција во сето она што им е најпотребна, значи тргнуваме од школски прибор, облека, храна, еве зимница за престојната зима. Мајката и двете малолетни ќерки живеат во очајни услови во една соба на крајот од градот. Состојбата која и досега беше тешка, сега стана неиздржлива, откако поради долг Евана им ја исклучи струјата. Условите се субстандардни и под секое човечко достоинство, но во нив во мрак и страв тече животот на Станка, Тијана и Даниела, очајно борејки се за подобра судбина. Јас сакам на тие да чинам кров на глава и децата да ми се мирни и да си ги изведам што секај на еден пат. Зрак надеж се покажа во мракот, но за целосна светлина треба уште многу.